Добро вечер до сите. Ќе започнеме ова наша мала церемонија, односно промоција на првата годишна печатена ревија на настани која одбележува 2014 година на Охрид Нјуз. Целта ни беше да направиме еден хронолошки запис на позначајните настани кои одбележува годината што измина, да ги издвоиме позитивните, убавите приказни и се разбира се она што се случуваше во Охрид во 2014 година. Охрид Нјуз е електронски вестник интернет портал кој во 2014 година продуцираше околу 10.000 информации и имавме прилично обемна работа да направиме селекција на се она што сметавме како редакција дека вреди и треба да заземе место во годишната ревија. Сакам да изразам голема благодарност до целиот тим, до председател екипата на Охрид Нјуз, до сите што неуморно работеа да се реализира овој проект. Сакам да изразам благодарност на сите кои го поддржаа исто така овој проект, ова печатено издание. Ова е прво печатено издание, прва годишна ревија на настани на Охрид Нјуз, меѓутоа желбата ни е се тоа да прерасне во традиција и секоја година по завршување на календарската година ќе промовираме печатена ревија и ќе ги прогласуваме најуспешните приказни од годината што измина. Уште еднаш би сакал да ви се заблагодарам на сите вас што сте вечерва тука, што ми укажавте чест, особено на моите колеги, на колегите од другите редакции, на поддржувачите, на спонзорите и на пријателите и се надевам дека ќе имаме едно убаво дружење. Ви благодарам. Годината што измина ја одбележа и успеси на компании, уметници, спортисти. Нивните успеси го афирмираа Охрид. Успешните приказни представуваат позитивен пример дека и во сложени околности и амбиент кој што ни обкружува може да се успее. Тоа дава надеж, но и поттик кај секој поединец да биде подобар во својата област на делување. Редакцијата на Охрид Нјуз за првата годишна ревија на настани издвои неколку успешни приказни на кои им оддаваме признание. Најуспешна бизнис приказна за 2014 година во Охрид е АД Житоле, најголемиот производител на леп и печива во 2014 година во зголеми производството, ја зголеми своите капацитети и бројот на вработени. Ја прошири продажната мрежа низ Македонија и започна да го известува најпознатиот охридски бренд, охридскиот варен геврек во Србија, а наскоро своите производи ќе ги пласира во Албанија и другите држави од окружувањето. Го повикувам представникот на АД Житоле во Охрид да го прими признанието. Туризмот и здравието одавно одат заедно. Стоматолошкиот центар доктор Батковски направи успешен спој на овие два сегменти со посветеност, инвестиции и маркетинг, успешно го промовираше денталниот туризам како нов туристички производ на Охрид со голема перспектива. Најуспешна приказна во 2014 година во развој на дентален туризам стоматолошкиот центар доктор Батковски. Го повикувам представникот на центарот да ја прими наградата. Да измамиш нахлеб како луѓето е еднакво на подлик. Професионалниот актер и стендап комичар Никола Тодоровски оваа година успеа да ја насмее публиката до делириум и да ја продолжи стендап револуцијата во Македонија.
Во 2014 година Никола Тодоровски во неколку наврати ја полнеше големата сала на Центарот за култура со стендап шоуто Delirium и Revolution. Имаше бројни настапи во земјата, но и во Лондон и Софија. Заедно со актерот Стризо Стаматовски и автор на кабаретот Two Mothers Brothers, која ја освои охридската публика. Годинава се здоби со националното признание најдобар машки стендап комичар. Тој е најуспешна приказна во областа на културно-забавниот живот во Охрид за 2014 година. Круна на една спортска кариера е да ја представуваш својата земја на светско или европско првенство или пак на олимписки игри. Охридските спортисти Нина Балаван и Јован Јовановски ги бранеа боите на Македонија на олимписките игри во Нанџик и го достигнаа врвот во младинската кариера. Речи сега се надпреваруваат во сениорска конкуренција. Тие се најуспешна спортска приказна во Охрид во 2014 година. Толку беше од овој наш скромен церемонијален дел. Јас уште еднаш да ви се заблагодарам за присуството и за честа што ни укажавте, што присуствувавте на промоцијата на првата годишна печатена ревија на настани, кои ја одбележаа 2014 година. Се надевам дека ќе поминеме заедно сега едно убаво време во неформално окружење и уште еднаш благодарност до сите кои сте тука вечерва со нас и ја поддржувате приказната на Охрид.